И Синот Божи Исус Господ рече: Јас сум патот, вистината и животот, никој не доаѓа кај таткото освен преку мене. Затоа одете по целиот свет, поучувајќи и проповедајќи го Евангелието на секоја личност до најкрајните делови на земјата. InTouch, поучувачка служба на доктор Чарлс Стенли. Следно на програмата InTouch. Благодат за тешки времења. Постојат најразлични начини да се одговори на неволите, страдањата, повредите, искушенијата и тешкотиите во нашиот живот. Понекогаш наједноставното нешто што може да го направиме е едноставно да се бунтуваме против нив. Понекогаш избираме да се воздржиме и одлучуваме дека само ќе го издржиме тоа. Понекогаш се жалиме, стенкаме и се буниме. Од време на време можеби ќе разбереме што мислел Павле и можеби ќе одговориме на начинот над кој одговорил Павле, а тоа е со радостно разбирање на Божјата намера, со тоа што ја дозволил таа неволја или болка. Се прашувам, кој од овие најдобро го опишува начинот на кој вие реагирате на страдањето и болката во вашиот живот? Знаете, една од грешките што се случува денес е дека ако се молите доволно долго и доволно силно и ако верувате доволно, тогаш Бог ќе ги промени сите околности во животот. И таа промена зависи од тоа дали ние имаме доволно вера или се молиме доволно долго, силно, доволно интензивно. Па ако тоа е вистина, тогаш има еден пасус од Светото писмо што треба повторно да го разгледаме. Тоа е пасусот што сакам да го разгледам денес затоа што верувам дека тоа е врвниот во целата Библија. Пасус кога станува збор за спрвување со Божјата благодат во светлината на тоа како таа се однесува на нашата болка и страдање, нашата болка во срцето и нашите тешкоти што ги доживуваме, што ги издржуваме во животот. Сите ние ќе ги доживееме тие работи. Може да биде физичка болка како резултат на некоја болест или несреќа, може да биде нешто уште полошо од тоа, а тоа е емоционална болка поради распад на дом, поради загуба на близок, поради загуба на финансии, поради околности и ситуации. Може да има илјадници, различни патишта. Постојат секакви причини за болка. Но како оваа Божја благодат, оваа Божја добрина и милост што тој ја излева кон нас, без никакво кајање за нашите заслуги или нашата вредност и покрај се што заслужуваме. Што е со оваа Божја благодат во нашиот живот, во време на болка, страдање и тага? Исто така, што е со оние работи што не изгледа дека се менуваат? Каде е Божјата благодат кога работите не се менуваат? Каде е Божјата благодат кога сте се молеле и ништо не се случува? Кога вашите пријатели се молеле, вие сте се молеле и сте му биле послушни на Бог. Сте му верувале и сте го зазеле својот став и сте го тврделе ова и она. Каде е Бог? Тоа е добро прашање, бидејќи, видете, има многу луѓе во ситуации и околности кои не се менуваат, а тие се молеле и нивните пријатели се молеле. Тие му се покореле на Бог и дале. Тие направиле се што знаат да прават, но ништо не се променило. Што е со Божјата благодат? Затоа сакам да зборувам. Сакам да свртите во второто послание од Коринтијаните, глава 12. Слушнете што вели апостол Павле. Се сеќавате дека Бог му ги дава овие огромни откритија на вистината и тој разбира работи што никогаш порано не ги разбирал. Работи што луѓето никогаш не ги разбирале пред него. И така, тој вели во стих 7, почнувајќи од стих 7 од глава 12. И поради преголемата големина на откровенијата, заради ова да не се возвишувам, ми беше даден трн во телото, ангел на сатаната за да ме удира, за да не се возвишувам. За ова 3 пати го молев Господ да го отстрани од мене. А тој ми рече, доста ти е мојата благодат, зашто силата се усовршува со слабост. Затоа, со најголема радост, вели Павле, ќе се фалам повеќе со овие слабости, за да живее во мене силата Христова. Потоа вели, затоа сум задоволен со слабости, со навреди, со неволји, со прогонства, со тешкоти заради Христос, затоа кога јас сум слаб, тогаш сум силен. Сака да запишете 3 изјави, а потоа ќе разговараме за секоја од нив. Ќе ви ги дадам една по една и сакам да одвоите време да ги запишете. Нема да брзам со нив, бидејќи се толку многу важни. Сакам да ја запишете целата оваа изјава. Подготвени ли сте? Grace is God's answer to our pain
and affliction, Благодата е Божиот одговор на нашата болка и страдање кога тој може или нема да избере да ги промине моите околности. grace is God's answer to my Благодата е pain and Божиот affliction, одговор на мојата болка и страдање во животните околности кога тој може или нема да избере да ги промене моите околности. Бог не гарантира дека ќе ги промени моите околности без разлика колку се болни. Сега да го погледнеме апостол Павле за момент. Светото писмо вели овде, опишувајќи ја неговата собствена ситуација, природата на неговата болка била, тој ја нарекол трн. Тој вели, ми беше даден трн во телото. Сега зборува трн. Тоа е единствениот пат кога се користи во Новиот Завет. Беше како стап, остар на крајот. И тоа беше вид на стап што, честопати, големите стапови би се поставувале околу утврдувањата за да го прободат непријателот кога ќе нападнат тврдини. Павле вели дека Бог му дозволил на Сатана. Тој вели, овој гласник на Сатана го донел овој стап што влегол во неговиот живот, овој трн, ова болно искуство во неговиот живот, и тој рекол дека тоа е таму. И така, апостол Павле ја започнал својата служба и живеел со ваков вид трн. Сега сакам внимателно да слушате, затоа што знам дека Бог има нешто да му каже на овој човек што ја слуша оваа порака. Понекогаш Бог ќе одговори на нашите молитви. Тој ќе одговори на нашите дела на послушност во други области. Тој ќе одговори и ќе ги промени нашите околности како резултат на нашата молитва и послушност кон Него. Понекогаш ќе одговори, всушност. По големиот дел од времето тој веројатно го прави тоа. И така, кога луѓето велат, се што треба да направиш, брате, е само да именуваш нешто и да го бараш. И Бог ќе го направи тоа, бидејќи тој го прави тоа често и веројатно по големиот дел од времето не знаат дека тој ќе го прави тоа цело време. Секој што ви кажал дека Бог секогаш ќе ги менува вашите околности и секогаш ќе ве лекува и секогаш ќе ги подобрува работите и ќе одговара на вашата молитва и послушност, не ви ја кажал вистината. Сега слушате, една од причините зашто тој не ги прави секогаш тие работи не е затоа што ние не сме повредени. Причината зашто тој не го менува тоа не е затоа што нашата вера е премногу слаба. Не е секогаш затоа што ние не сме апсолутно послушни во секоја област од нашиот живот. Не е секогаш поради природата на болката. Тој може да направи се. Не е затоа што ние не сме молеле доволно долго, доволно силно. Не е затоа што не го сакаме Бог. Не е затоа што не сме искрени. Тоа не е причината. Кога го гледам овој пасус, морам да си го поставам прашањето. Што е тоа што одредува дали Бог ќе ги промени моите околности или не? Ако не е тоа колку сум послушен и колку долго се молев, колку интензивно се молев, колку искрено сум се молел, ако не е тоа што го сакам Бог, ако ништо од тие работи не е важно, што на крајот на краиштата одредува дали Бог ќе ги промени моите околности или не? Едно едноставно нешто. Сега слушнете го ова. Што прави одлучувачки фактор во Божјата намера да дозволи болка и страдање, тешкотии во срцето, проблеми, искушенија и тешки околности? Која е неговата намера? Погледнете го животот на апостол Павле. Тој рече дека се молел на Бог. 3 пати вели, тој се молел на Бог да го отстрани ова нешто. Да го отстрани. И рече, некако Бог не го отстранил. Павле рече дека причината зошто Бог не го отстранил, тоа е за да го држи понизен. Сега велите, па слушај, ако Бог само ми каже да се смирам, ќе го сторам тоа. Бог не мора да ми праќа ништо од тоа за да ме смири. Тоа е она што го мислиме за себе. Но, знаете што? Тој рече на Павле. Тој рече да те спречам да се возвишуваш себе си, затоа што ако се возвишуваш себе си, Павле, тоа што ќе го направиш и ќе ја уништиш мојата голема цел во твојот живот. Ако станеш горделив и егоистичен за она што јас ти го покажав, ако почнеш да се фалиш дека го имаш последниот збор од семокниот Бог, Јехова Бог, ако почнеш да се фалиш зборувајќи за она што го знаеш и дека ти го знаеш и дека си единствениот што го знае, дека ја имаш вистината, конечната вистина, само слушајте. Ако сакаш да ја дознаеш вистината, само прашај го апостол Павле. Тој ќе те исправи за сите доктринарни прашања.
Павле, ако не те држам понизен, ако не те држам на колена, ако не те држам слаб, ако не те држам апсолутно, целосно зависен од мене, ти ќе ја уништи целата работа, Павле, а мојата цел е многу поголема од твојот индивидуален живот. Помислете, што ќе пропуштивме ти и јас? Значи, она што ни го кажува е дека Бог, слушнете го ова, Божјата цел за нашиот живот може да биде дека нашите околности, ситуација, нашето страдање и болка во срцето и тешкотиите, неговата цел за нашиот живот може да бара тој трн да остане таму краток временски период, долг временски период или додека тој не повика дома. Сега е едно прашање. Не е прашање дали Бог има мог да го отстрани тоа или не. Тоа е дури и не е проблемот. Прашањето е следново: дали јас доволно го сакам Бог? Дали доволно го сакам? Дали ја сакам неговата волја повеќе отколку мојата леснотија, удобност и задоволство? Дали сум спремен да кажам, како апостол Павле, да, јас можам да се радувам дури и среде болка, страдање и тешкотии во срцето? Значи, поставете си го ова прашање. Која е најголемата демонстрација на Божјата моќ да промени нешто околу мене, некоја физичка, релацијска или финансиска околност? Која е поголемата демонстрација на неговата моќ да ги промени тие работи или да действува во човековото срце, за да го зајакне внатрешното, емоционалното битие, да го ослободи неговиот собствен живот во нашиот дух? Така што, иако ништо од тоа не се менува, ние да се издигнеме над тоа, да можеме да се радуваме на тоа и да има огромно чувство на неопислив мир и покрај тоа. Тоа е поголемата демонстрација на Божјата моќ. И Павле вели, ова е она што го научив. Втора изјава што сакам да ја запишете. Благодатта е Божјиот метод за демонстрирање на неговата љубов и моќ. Божјата благодат е неговиот метод за демонстрирање на неговата љубов и моќ во услови на околности кои тој може или нема да ги промени. Тоа е Божјиот метод на демонстрирање на тоа. Сега, интензитетот на ситуацијата на Павле беа термините што ги употреби овде. Погледнете го ова. Тој рече прво, ми беше даден трн. Потоа, ако забележите, тој вели, го користи овој збор 4 пати. Во стих 9, тој вели, ти, ми рече, доста ти е мојата благодат, зашто силата се усовршува во слабост. И повторно вели, затоа јас се фалам со моите слабости. Стих 10, затоа јас сум сосема задоволен со моите слабости. А потоа вели во вториот дел, заради Христос, зашто кога сум слаб, тогаш јас сум силен. 4 пати зборува за својата слабост и поради овој трн во окото, поради овој стап, тој рече, се чувствувам толку неспособен и толку слаб. И веројатно, Павле понекогаш бил физички уморен. Сигурен сум дека морал да биде за да го прави она што го правел. Физички слаб, емоционално слаб и напрегнат, честопати, слушајте, без разлика колку верувате во Бог, таквото континуирано вознемирување од страна на неговите непријатели, одново и одново, ден по ден, сигурно морал да го погоди Павле од време на време. Сепак, тој вели, и покрај сето тоа, и покрај тоа вели, кога јас сум најслаб, нешто се случува во мене. На сите негови патувања, вели, тој неговите слабости го молел Бог 3 пати. И еве го, неговиот начин да го представи интензитетот на она со што се справувал. Сепак, нешто се случува тука. Тој вели дека Бог ја покажал. Бог ја покажал во оваа лоша околност својата љубов кон него, во фактот што му кажал зошто. Тој вели, сега Павле, причината зошто мојата благодат е доволна за тебе и причината зошто јас го оставам ова тука е затоа што, слушајте го ова, јас те сакам, Павле, и ја цена мојата цел многу повеќе отколку твојата удобност и леснотија и твоето задоволство и исцелувањето од она што го чувствуваш. Дозволете ми да ве прашам следново, дали си спремен да страдаш заради Бог и заради другите луѓе? Дали си спремен да бидеш повреден ако знаеш дека твојата болка ќе донесе исцелување на некој друг? Дали си спремен да доживееш болка ако твојата болка ќе биде дел од усовршувањето на духовниот пат на некој друг? Дали си спремен да носиш товари за кои знаеш дека ќе резултираат со отстранување на товарот на некој друг? Дали си спремен да бидеш повреден
Кога знаеш дека таа болка ќе биде дел од исцелувањето на некој друг, гледате, вистината е искрено. Ние сме на вистина себични. Би сакале да се молиме некој друг да биде излекуван и потребите на некој друг да бидат задоволени и сакаме да им дадеме и да се молиме за нив, но само оставиме надвор од триаголникот на болката. Боже, само оставиме надвор од тој циклус. Спремен сум да дадам, спремен сум да се молам, спремен сум, Господе, јас ке направам само, кажи што, Боже, ке постам. Се, само оставиме надвор од циклусот. Она што го велиме е, Боже, јас сакам да бидам гледач на болките на некој друг. Сакам да бидам гледач на болката на некој друг. Господе, ќе го испратам тоа по пошта. Бог вели, не, има моменти кога јас сакам да ја исполнам мојата цел во твојот живот. Ке мораш да бидеш повреден, ке мора да страдаш и ти ке мора да крвариш и ке имаш трн. Колку долго ќе биде така, никој не го знае тоа освен Бог. Ќе ви дадам еден многу личен пример. Мислам дека имав дел од говорот, но мајка ми живееше 84 години и се омажи за татко ми кога имаше околу 24 или 5 години. Или 5 години, некаде толку. Тоа беше краток брак, бидејќи тој почина за околу 3 години. Неколку месеци пред мајка ми да се разболи и да почине, таа се уште ми го поставуваше ова прашање. Зошто мислиш дека Бог би го земал твојот татко, кога јас го сакав толку многу и тој ме сакаше толку многу и бевме толку среќни и воодушевени? И потоа ти едноставно се појави. Зошто Бог би го направил тоа? И сите тие години никогаш не можев да одговорам на тоа. И знаете што? Бог ќе дозволи некои работи во твојот и мојот живот на кои никогаш нема да можеме да одговориме за наше задоволство од оваа страна. Па што треба да направам? Само да се сомневам во Бог, да се лутам и да имам големо сожалување за тоа колку тој е нефер и неправеден? Или ќе бидам доволно мудар да кажам, добро Боже, не морам да знам зошто. Се што треба да направам е да знам како да одговорам. И знам дека ако ти го дозволиш ова во мојот живот, ти имаш цел што мора да биде фантастична. Нема да биде истата цел како што беше во животот на Павле, но ќе биде добро. Знаете зошто? Затоа што Бог е добар Бог и единствениот начин на кој светиот, љубезен, праведен Бог се однесува кон своите деца е со љубов. Тоа е единствениот начин на кој тој се однесува кон нас. Велиш, љубов со трња. Да, затоа што е поважно. Слушате го ова. Поважно од она што ти и јас го чувствуваме е она што го знаеме. Тоа е многу поважно од она што го чувствуваме. Чувствата доаѓаат и си одат, но она што го знаеме е како карпа. Цврсто е, не држи таму кога работите стануваат тешки. Таков е светиот кој живее во Божјата благодат. Нема бран што сатаната може да ти го испрати, што може да те оддалечи еден чекор од Божјата благодат, ниту еден, единствен од нив. Тоа е Божјата благодат. Тој рече на Павле, мојата благодат е доволна. Трета изјава што сакам да ја запишете. Божјата благодат е негова одредба за наше задоволство во време на болка и страдање. Божјата благодат е негова одредба за наше задоволство во тие времиња. Погледнете го ова. Овој последен стих 10 вели, затоа, поради она што Бог му го кажал, тој вели, затоа јас сум сосема задоволен со слабости, навреди, неволји, прогонства и тешкотии заради Христос. Тој вели, затоа што, кога јас сум слаб, тогаш сум силен. Сега размислете за ова. Ова е она што вие и јас би го рекле. Ние би рекле, почекај малку, одсуството на навреди, прогонства, тешкотии, искушенија и страдања, одсуството на тие е еднакво на задоволство. Павле рече, не, почекај малку. Тој рече, со навреди, прогонства, тешкотии, искушенија, страдања и болка, со овие тој вели, јас имам задоволство. Ние велиме, сега, почекај малку, Павле. Не, отсуството на овие е еднакво на задоволство. Тоа не е ни рационално, тоа не е разумно, тоа не е ни здрав разум. Да се каже дека навредите, прогоните, искушенијата, болките, страдањата, болката во срцето се компатибилни со задоволството. Знаеш зошто е така? Затоа што Христос, кој живее во тебе и имене, е поголем од сето тоа. И кога на Исус, кој живее во нас, му е дозволено да го ослободи својот живот преку нас, нема да има навреда,
Нема прогонство, нема болка, нема искушение, нема болка во срцето поголема од обезбедувањето на Божјата благодат во нас, за да го издржиме тоа и да го издржиме не кукајки, туку триумфално, победоносно и радосно, без разлика колку е интензивна повредата и болката. Гледате, апостол Павле знаел нешто кога рекол, Бог му рекол, доста ти е мојата благодат. Како го опишуваш изворот на тоа задоволство? Тоа е Христос. Слушнете го ова. Тоа е Исус во тебе. Велиш, па како можам да доживеам такво нешто? Слушнете го ова. Едноставно, верувајте во животот на Исус во вас, дека преку вас ќе изрази се што тој вети. Гледате, двата клучни зборови на Павле, можете да ја сумирате целата теологија на Павле во оваа фраза. Во Христос, кога вие и јас сме во Него, и тоа е во нас, благодатта на Бог престојува во нас, подготвени да бидеме, слушайте, извлечени, подготвени да бидеме. Тој сака ние да живееме од Неговата благодат, од Неговата љубов, да живееме од Неговата моќ. Тоа е изворот на се што ни треба. И Павле вели, научив нешто подобро од тоа, Бог да ги промине моите околности. Научив дека Христос кој живее во мене е поголем не само од овие лоши околности, туку и од оние што можат да дојдат, од оние што ќе дојдат во иднина. Бог планира нешто големо во вашиот живот, кога дозволува трнот да остане, но благодатта да го замени. Ако сте биле благословени од денешната програма, ве молам посетете не на веб страната intouch.org. InTouch, водејќи ги луѓето низ светот во поголемо заедништво со Исус Христос и зајакнувајќи ја локалната црква. Оваа програма е спонзорирана преку службата InTouch и е овозможена преку Божјата благодат и вашите верни молитви и дарови.